Добар ден! Во денешното видео, бидејќи живееме во ера во која што владае злото и каде што луѓето многу постепено се будат за некои нешта кои што вешто се заслепени од светот. Затоа тука сме ние да му помогнеме на Бога во Божјата работа, да ги освестиме луѓето да се вратат на вистинскиот пат и да се оттргнат од злото кое што ги фатило како бубачка во пајакова мрежа и да се оттргнат од таму за да може да си ја спасат душата, бидејќи светот живее во една голема илузија на еден општествен наметнат свет во кој што владее материјалното и површното и лажното, измисленото, илузорното, кое што долги години и векови вешто е градено од таа сатанска сила, енергија и мрежа, за да може да еден ден во кој што, како што ние живееме денеска, тоа се нормализира и стане нормален начин на живење за кој што луѓето нема да можат дека живеат, да видат дека живеат погрешно. И во истиот тој кога ќе влезат како во машина, вртлогот почнува да ги врти во бубањот и од сите притисоци, од сите страни кои што ги имаат за преживувањето на животот, во целиот тој систем да се изгубат и да не може да видат дека всушност се на погрешниот пат на живење. Човекот, одејќи секојдневно на работа или без разлика дали работи за непосредно физички или од дома, тој работи за некои, најчесто за големи фирми, за компании кои што може да си ги дозволат тие плати да ги дадат на своите вработени. И она што е наметнато како зголемување на платите всушност доаѓа од самите директори, за да може тие плати да ги дадат. Некој мора да заработува многу поголеми пари за да може да си ги дозволи тие плати. Па така и работникот влегува во еден лажен свет на поголеми плати за да може да го преживее своето секојдневие, но и директорот влегува во една илузија на зголемување на цените на производите и услугите за да може да си ги плати своите вработени, не согледувајќи дека сето тоа доаѓа од една повисока духовна сила, сатанска сила, која што вешто ги плете овие нешта за да може во општеството да се наметне еден скап живот, кој што ќе придонесе од сите агли на општеството да се вмрежува таа се поголема и се поголема намера за материјалистички живот, за услуги, за производи, за консумеризам, кој што човекот ќе го доведе до на некој начин се залаже дека платата му е неопходна да ја зима, работата му е неопходна да ја работи, за да може да си ги дозволи сите овие нешта кои што навидум не може без нив да преживее. И доаѓаме до момент што човекот, не знаејќи за сите тие нешта по кои што е замајан, всушност влегол во самата игра на сатаната. Секој човек знае дека на времето пред да се развие ова современо цивилизирано општество, луѓето преживувале со помош на Божја рака, со помош на вера, со помош на не ја знам иднината, непозната ми е, ама ќе преживеам. Ќе се снајдам, ќе дадам жито, ќе дадам вреќа ориз, ќе разменам со некое животно. Значи, луѓето се снаоѓале со помош на духовна помош на некој начин, преживувале како што знаеле, умееле, можеби немале вера, ама на крајот секогаш биле нахранети, секогаш им биле задоволени основните потреби. Можеби во минатото било тоа многу потешко, каде што имало многу поголема сиромаштија, меѓутоа нештата се одвивале така и луѓето на некој начин преживувале, се снаоѓале. И на крај крајава едни помеѓу други на крајот си помагале. Значи имало социјален
хуман аспект на човештвото во кој што дури најсиромашните биле потпомогнати од овие кои што биле, да кажеме, кои што стоеле подобро на своите нозе. Сето тоа кажува за едно време кое што луѓето го немале овој наметнат начин на живење, на цивилизиран начин на живење, кој што ги притиска да влегуваат во некои замислени, измислени, општо наметнати правила на живење, патувања, хотели, ресторани, кафичи, не знам, молови, кина, бутици, маркети, се она што е некако измислено од човекот. Значи што не е дел од природата, што не е дел од едноставниот начин на живење, што не е дел од домот, што не е дел од дворот и така натаму. Значи нешто што го создал човекот, вклучувајќи ги тука и луксузните современи згради, се она што постои во самиот центар на едно општество, на еден град, е направено за чиста забава. А кога имаме чиста забава, ние всушност одиме со задоволствата на телото. И задоволствата на телото не мамат, ние копаат походта да одиме кон се некое поново и поново задоволство, се подобро и подобро задоволство, и ние така влегуваме со нашата карактерна слабост. Секој во својот живот нека си ја земе своето бреме или својата слабост. Некој е во скапи коли да се прикаже пред другите дека има, дека може, дека е способен. Друг ќе се покаже во, не знам, купување најдобра облека, брендови, за да може да се покаже пред другите дека е угледен. Трет во високи, скапи дипломи, универзитети, патувања, не знам, семинари и така натаму, конференции кои што ќе го прикажат пред општеството како угледен човек, човек кој што има големо знаење. Друг во науката, трет во пишувањето, во авторството, четврт во некои други области. И луѓето со својата слабост и поход бркаат нешто во општеството, само заради едно нешто, за да можат на човештвото или другите луѓе околу нив или пријателите или некои други познаници да докажат дека вредат. Да докажат дека, односно да ја сокријат слабоста која што ја носат. За која што всушност доаѓаат на земјата за да тие ја надминат таа слабост и дојдат пред своето огледало и ја видат вистинската слика, дека нема потреба да никој да се наметнува, да се докажува, да идолизира, затоа што пред Бог тој е доволен. И најважните карактерни, високи способности и квалитети се во тоа да остане мудар, кроток, едноставен човек кој што нема да му зависи животот од мислењето и ставовите на другите луѓе, туку од самиот Бог, кој што е татко на целиот овој свет, и кога ќе го прекине тој контакт на задоволување на луѓето и во задоволување на потребите на Бога, кој што му мисли најдобро за неговата душа, тогаш се одврзува човекот од овој општествен наметнат начин на живење. Зашто е тоа важно? Затоа што одврзувањето од потребата за поголема плата, за да ги задоволам навидум, основните потреби на струја, вода, купување материјални нешта, збогатување на домот со предмети, некои си најдобри понуди, пакети за телевизија, како например Netflix и слични некои такви кои што даваат некои си можности, се купуваат скапо, даваат некои големи можности на серии, филмови така натаму, а всушност вие ја плаќате таа сума на пари која што ви носи само чисто зло, затоа што каде што има големи пари, таму лежи проклетство. Каде што има премногу современи филмови на некои
некои интересни содржини и сценарии од филмови за да го залажуваат човекот да биде анимиран од својот секојдневен живот. Сето тоа носи забавување на времето, поминување на времето во празно и залажување во некои лажни забавни активности кои што човекот го носат на долготраен рок кон пропаст. Примерот со Netflix го давам затоа што тоа е еден мал пример како луѓето од големите нивни плати плаќаат добри пакети или добри телефони или добри, не знам, коли или така некои слични нешта или земаат кредити, значи ги даваат своите плати кои што им се големи за некои материјални нешта кои што тие материјални нешта нив ги прават робови. Значи робови на работно место, робови на поголеми плати во компании кои што може да ги дозволат тие плати за да човекот може да го преживее својот месец и не сваќајќи дека на долг рок тој станува еден чист роб. Значи станува роб на друг човек. Него животот му го носи, му го води општествениот живот. Затоа што станал зависен од општеството. Станал зависен од икс материјалисти. Еве, например, ќе го дадам пример тука, нема да спомнам име, ќе го напишам доле. Ова институција е, например, од луѓе кои што се од Германија, значи не се ни наши, и тој свет во кој што во таа западна, значи страна на нашата планета Земја доаѓа најголемото зло каде што се наметнува тој материјалистички начин на живење, каде што не постои духовност и гледате како кај нас доаѓа и наметнува значи цените се огромни во таа институција односно услугите кои што ги даваат на обичните граѓани. Вработените таму минимум 1200-1500 па некои 2000 евра примаат плата, а колку вработени има само во таа институција. И имаме, значи гледате, обичните луѓе кои што ја бараат алчноста за поголема плата, ги поддржуваат овие материјалисти. Наводно вас ви даваат интернет, ви даваат телевизија, ви даваат ова, ви даваат она, производи, значи услуги, и вие ги плаќате тие со огромни суми на пари за таа институција да може да функционира, да може да ги плати своите вработени кои што се исто така влегле во таа институција за да го преживеат својот живот, ама земаат добри плати, 1200-1500 евра, супер ми е. Ги добивам тие пари, не знам како, институцијата си ги заработува на свој начин. Јас сум си платен, ич не ми интересира, не ми е гајле за другите луѓе. Ама, ти си роб, значи вработениот станува роб на институцијата. Обичните луѓе стануваат роб на услугите кои што се платени неправедно, некоректно, нефер, со големи суми на пари. И имаме циклус, значи од вработен на купувач, значи вработен купувач влегува во еден систем на робување, за да може да го плати интернетот, за да може да си ги плати своите навидом потреби кои што всушност не му се ни потребни. И така имаме циклус, земете го овој пример во секоја можна област, затоа што обичните луѓе, потрошувачите, се зависни на некој начин од овие што нудат производи и услуги. Овие што нудат производи и услуги се зависни од енергија, од вода, од храна, од анимирање на вработените во своите институции, ги подигнуваат платите, ги подигнуваат цените на производите и еве ви го циклусот на налажен материјалистички наметнат живот кој што наведом алудира на такви потреби кои што се измислени. И имаме овој дел на луѓето кои што живееле во минатото пред многу години, каде што се сноѓале како знаеле умееле, па да речеме и пред да се наметне овој, да кажеме, империализам и капиталистичко општество, луѓето можеби живееле многу поедноставно, не ги немале можеби удобностите на овој век кој што ние ги имаме,
ама некако гледаме дека сите нешта влечат кон одредени крајности заради похотта и слабоста на карактерот на човекот, кој што влегува кај зло за да тие своји карактерни слабости ги задоволи. Сега како може човекот да се спаси? Многу тешко може да се спаси ако е заглавил длабоко во кредити, во договори, во материјални нешта за кои што се обврзал. Меѓутоа, ако се врати кон Бога и се моли и се покае за своите грешки и проба да се поправи, барем во своето однесување, верувам дека Бог на секој човек може да му помогне да излезе од кашата во која што влегол. Меѓутоа, се дека човекот се залажува со пари, со материјално, со коли, со потреби, со машкоста своја, дека мажот мора да носи големи пари дома. Исус беше маж. Исус беше маж, па се одврза од се материјално. Бидејќи мажот, која ќе најде вистинската жена, може да живее во сиромаштие и да биде најизобилен, а не да трча кон поголема плата за да ја задоволи својата машкост. Тоа е својата карактерна слабост која што луѓето треба да ја поправат. Затоа што таа слабост, навидум својата машкост, да биде маж пред жената, го води кон поход, кон што поголеми пари, што подобра кола и така натаму. Зашто? За да може да ги задоволи измислените општествени вредности кои што потекнале од некои неуки луѓе, потекнале од некои безбожни луѓе кои што живееле во општеството, и така луѓето се залажуваат не размислувајќи дали е ова правилно воопшто што јас го размислувам како став. Кога сме веќе кај тоа, затоа човекот треба да чита духовни книги за да ја спознае вистината на животот, за да не биде роб на овој материјалистички начин на живот. Значи, за да може да стигне до тој степен на одврзување и духовна слобода, тој мора прво да почне да инвестира во себе, да чита. Значи, да се одврзе од пари, од пријатели, од партнери, од одмори, од изобилства, од удобност, од луксус, од се што е материјално. Треба полека да се одврзува и да остане сам и да се соочи со својата сиромаштија, со својата празна личност некаде каде што ја носи или која што ја залажува со некои материјални нешта. Знаете како? Јас имам пари, постигнав, работам таму и таму, добивам таква и таква плата, и ги имам сите изобилства на современиот свет, можам да си ги задоволам сите потреби, се можам да подмирам, не сваќајќи дека сето тоа го направил само да биде поголем роб. Роб на општествениот живот. Бидејќи кога ќе се одврзе од сите тие нешта и кога ќе свати дека може буквално да живее и денеска во еден изолиран живот, да речеме, да не плаќам толкави пакети на интернет и телевизија, да не плаќам толку скапа храна, ќе одам на пазар, ќе купувам. Или ќе си посадам сам во мојот двор, ќе си садам, нема да влегувам во згради, нема да инвестирам во станови. Ќе правам нешто во кое што ќе можам да се одврзам повеќе од градот или од она што ми го нуди општеството, макар било и во градот и во центарот. Нема да станувам зависен од инвеститори, од згради, од тераси. Значи, ќе се ослободам колку што можам, за да не бидам роб. За да можам колку што можам животот да го направам понезависен од овој наметнат општествен живот кој што ми го нуди злото. Значи, ми го нудат големите директори кои што се мокни, корпорации, институции, политичари. Политичар, кај ќе чуете вие да ги спуштиме цените и да го направиме овој живот попристапен за секој човек? Не, ќе ги чуете политичарите дека постојано викаат поголеми плати. Ние ќе се потрудиме да донесеме поголеми плати. Сето тоа кажува каков е разумот на тие луѓе. Значи, не може секој човек да има 1000 евра плата. Како може некој човек што живее во помалите градови, во кои што нема пристап до тие поголеми компании, како може да си ги дозволи тие големи плати? Не може.
Ама заради грото луѓе кои што работат во центарот на градот и кои што кои што може да да ги дозволат тие плати затоа што се помлади, поспособни, работат за материјалисти, така се дига стандардот на општествениот живот и затоа најмногу страдаат немокините. Значи овие кои што се посиромашни, кои што ги немаат способностите, кои што немаат капацитети, кои што живеат во помали градови, имаш драстична разлика помеѓу премногу богати луѓе и премногу сиромашни. И затоа имаме денеска толкаво страдање, затоа што Бог е жив и Бог чека едноставно луѓето да се разбудат кога тогаш, меѓутоа гледа дека страдањето станува преголемо кај пренискиот слој и затоа ќе донесе кај секој, мислам, затоа и по принципот на законите на животот и на Бога, неизбежно човекот самиот се носи во својот живот страдање во општеството. Колективно страдање, затоа имаме пожари, земјотреси, поплави, се ова што се случува и во Калифорнија, затоа ќе се задржиме малку подоцна, каде што луѓето едноставно не сваќаат дека сето тоа е производ на погрешниот начин на живење на колективот кој што кармички ги оптеретува. Ти кога живееш погрешно, ти грешиш. Гревот тебе те оптеретува еден ден тоа да се исплати. Значи, гревот придонесува еден ден ти да страдаш, без разлика дали си ти свесен или не, и кога ќе те снајде тоа, да речеш, каде мене ме снајде, како например ја гледам сега познативе личности кои што настрада во пожарите на Калифорнија, на Лос Анџелес, Парис Хилтон. Што ме снајде? Животот ќе ми пропадна сега што мене куќата ми се запали, а таа е цел живот, значи носеше толку ниски вредности на целото човештво. Парис Хилтон е позната по луксус, по материјализам, по естета, по богатство. Значи сето тоа и гледате еден ден тоа што си го носил, што си го пренесувал на луѓето како вредност, тебе ти се враќа. Нема бегање од сопствените гревови, нема, затоа што ние сме души. Значи ние сме тука, не сме заради материјалното. Сето тоа гледате како во секунда стана пеплосано, целото и крај. Бог може буквално вака да направи и да не пеплоса цело човештво. Ама не сака, затоа што секогаш Бог е љубов и дава простор за човекот до крајот на својот живот да се поправи. Значи да си ги увиди грешките преку страдањето и да се поправи. Тоа е целта на секоја човечка душа, секој човек кој што ќе го погледне ова видео знае дека животот му приредува секакви можни сценарија за да го вразуми и да го поправи од своите грешки. Само што човекот е себично битие и секогаш го окривува другиот или го окривува Бог, не согледувајќи ги своите слаби страни, затоа што не чита, не може да види дека има слаби страни. Затоа се надоврзав сега и повторно ќе се вратам на Библијата. Библијата и духовните книги што велат? Овде грешиш, тука грешиш, тоа живеј вака, живеј онака. Надмини ја слабоста. Имај верба во Бога. Немој да бидеш себичен, немој да бидеш алчен, служи на другите. Не бива така, не ми одговара тоа. Ми одговара да си зимам добра плата, ми одговара да бидам најдобро облечен, најситуиран во општеството, а за да бидам таков, јас не можам да го живеам Бога. Не може, точно дека не може да се живее. Не можеш да му служиш и на Бога и на мамона, така вели и Библијата. Не можам да служам со едната нога на едноставниот, кроткиот живот и да бидам верник и да растам во духовната длабочина и да бидам човек од вредност кој што нема да го водат неговите нагони, инстинкти или слаби страни и да живеам во изобилство, во најдобар, не знам, во најстрогиот центар, во најдобрата вила, во најдобриот стан, во најдобрата зграда, најдобрата облека, најдобрата храна, додам секој петок во кино, да купувам кога и што ќе посакам, се да ми биде едноставно пристапно.
И на тој начин ти живееш со искуства. Секој ден само некое задоволство. Де ова, де тоа и си залажува. Целиот живот човекот се залажува. Ете, децата дошле, па децата мора да се облечат. Па сега најдобрата облека за нив, за да можеме да ги прикажеме пред другите. Супер. И ги имаш родителите. Леле, немој, пази да не се изволка. Леле, немој, таму ќе паднеш, ќе си скинеш. Леле, немој да се качуваш таму, ќе си скинеш јакната. Немој да црташ, бегај, тргни бујцата, тргни моја фломастерот, ќе се испрља на својата облека. Немој тоа да фаќаш. Значи, гледате, луѓето стануваат робови на материјалните нешта. Тоа е секој човек може да го примети во својот живот. Значи, робови на облека, робови на начин на живот, робови на се што е материјално, за да не знам, за да не биде пред другите луѓе. И се е, целата психологија е таа, за ти пред другите луѓе, од една страна да бидеш совршен, тоа е најголемиот комплекс на човештвото, поготово во Македонија. Од друга страна, тоа што си го платил 1500 денари од тренерките на своето дете, да сега не смее да ги испрелја, затоа што ја тие ги платив 1500 денари од мојата плата. И луѓето стануваат робови на мали ситници и на големи ситници. Утре морам да одам јас на одмор, ама сега одморот не е 150 евра, сега е 400 евра. Фамилија 500 евра, не можеш да поминеш. Морам да работам, јас цела година морам да работам. Човекот кој ќе излезе од овој зачаран круг, тогаш може да разбере дека навистина некаде длабоко греши во својот живот. И за да може да има помало страдање, да го чувствува тој мир Божји и благослов, тој мора да се одврзе од се ова. Гледате, сега доаѓа време на каде што ќе можеме буквално самите ние да се самоодржуваме. Доаѓаат соларните панели, значи може енергијата да се замени со нешто што ќе го инвестираш, да не плаќаш струја. Значи сонцето е бесплатна енергија. Бог се ни дал бесплатно. Ама човекот мора да се изгори голем дел од животот, за да свати дека некој нешта залудно ги плаќал и ги потрошил во својот живот. Храната можеш сам да ја создаваш. Колите веќе стануваат значи независни од нафта. Таа напредна технологија води кон се поголема независност од човекот, ама човекот ако остане глупав и заврзан во општеството, тој едноставно ако не размислува и не стане поинтелигентен, тој ќе се остане роб целиот свој живот. Значи затоа духовните книги, инвестирањето во себе ќе придонесе луѓето да станат посвесни, поинтелигентни луѓе. Кога ќе се случи тоа, тие ќе се одврзат и од лажни пријатели, како што кажав, значи од лажни, од свето околу себе и луѓето на кои што им робуваат. И ќе се ослободат во духот и ќе се препуштат на Бога и ќе станат служители на Бога и верници во Бога, затоа што кога имаш ти доверба во Бога, ти не се плашиш дали ќе најдеш пријател, партнер, работа, како ќе го преживееш месецот. Едноставно знаеш, веруваш, го живееш присуството на Бога во твојот живот и не се плашиш од апсолутно ништо. И кога е тоа така, ти не си роб, ти живееш со помош на духовното присуство на Бога, кој што навистина помага. Значи, Бог постои и Бог помага во секој аспект на човековиот живот, затоа што тој е создател на самата земја и на секоја човечка душа. Значи, не се родителите создавачи на децата. Бог е тој кој што ги зема двата хромозоми и кој што креира човечко тело за одредена душа. Не е тоа дека сега родителите ќе земат, ај слушај, јас ќе ги давам овие гени, ние ќе го формираме нашето дете како што сакаме. Никој ја нема таа моќ, само Бог, создателот, може да формира од двете индивидуи да создаде проект од тело идеално за човечката душа. Значи, човечкиот начин на живење наликува на една фата моргана.
За оние кои што не знаат, ја веќе прочитам што е Фата Моргана, вели тоа е оптичка илузија која се појавува во специфични атмосферски услови. Се јавува кога слоевите на воздухот со различна температура предизвикуваат свиткување, рефракција на светлината, создавајќи привидни слики на предмети што всушност не се таму или се на различна локација. Вели, може да се јавува во пустини, кога жешкиот воздух близу до површината ја рефлектира светлината од небото, создавајќи илузија на вода. Над морето се гледаат бродови, острови или објекти како да се лебдечки или издолжени. Што значи дека исто како што Фата Морганата прави во такви атмосферски слоеви илузии, така човекот си прави илузии во својот живот, дека ако јас го достигнам тоа и тоа, ќе се задоволам, ако јас бидам ин со општеството и со сите тие наметнати потреби кои што ги наметнува тоа општество, ги задоволам и ги живеам, јас ќе бидам конечно обременет со статусот средна класа или висока класа која што ќе ми дава вредност во себе. Значи, гледате, го залажува човекот, го залажува со одредени нешта за да ги достигнува и да ги брка во материјалниот свет, за наведом дека тој еден ден ќе го достигне идеалот. А всушност не сваќа дека целиот тој живот е погрешен, испротивен и наметнат и не е суштината на животот која што Бог ја замислил за секоја човечка душа. Грото на луѓето работат за компании и бркаат поголеми плати и му служат буквално на злото, бидејќи таму каде што се големите пари, таму е злото. Еден обичен човек кој што е одврзан од општествениот живот, кој што работи со своите способности и таленти. Јас ги немам способностите и талентите. Затоа ќе работам во банка и ќе не знам, таму ќе работам во некоја компанија и ќе бидам сметководител или ќе бидам финансиски водач на таа компанија, затоа што ги немам способностите за креативност, го немам Бога во мојот живот и работам администрација. И вака се залажуваат луѓето од една страна, затоа што не работат на своите таленти, значи не доаѓаат кај Бога, не се развиваат себе си и одат кон злото. Работат за да преживеат, работат во компании. И на овој начин човекот влегува во живиот песок и се оддалечува од Бога и потоа стравува. Стравува за животот, стравува за иднината, стравува за децата, стравува за месецот, стравува за се стравува. Зашто? Затоа што влегол кај злото, влегол кај материјалистот, влегол во бубањот на империализмот, на мрежата на злото во општеството, и потоа ќе се случуваат негативни коментари, ќе се плукаат, ќе се јадат едни помеѓу други луѓе, а всушност секој човек си е таму каде што треба да биде и секој човек си влегол во тој жив песок заради незнаење, ама дури и денеска е толку игнорантен кон Бога и кон духовното што толку го земал злото во своји раце заради своите слабости на својата личност, влегол во злото и сега му го води животот и не може да се врати назад. Зависен од се, стравува од се и доживотно работи со надеж дека еден ден ќе добие пензија, а колку луѓе останали извисени, затоа што кога работиш, кога живееш од човечки фактор, животот ти зависи од човечки фактор, не ти зависи од Бога. И порано постоеле луѓе кои што верно му служеле на Бога. Значи, верно служеле на Бога до крај и тоа се примери на луѓе кои што ги опишува и самата Библија, како Џозеф, синот на Јаков, Мојсей, Давид, царот Давид, каде што останале луѓето верни на Бога, ама и низ тие примери секој човек греши, сите сме ние грешни. Оставиле порака која што пренесува колку е Бог голем и колку постои и колку е важно да служиме на истиот, затоа што имаше пример со Џозеф. Џозеф бил еден од синовите на Јаков, значи 12 синови, кој што бил продаден од своите лоши браќа
како роб, па станал роб на египтјаните, на фараоните таму, на фараонот. И толку лошо живеел, толку страдал, толку макотрпно работел и се трудел, на крај станува еден од најголемите луѓе во Египет, под фараонот, значи како најголем гувернер, водач на сите слоеви во тоа општество, и попатно сите браќа кои што го направија тоа, кои што го продадоа Џозеф, си го добија. Значи, самата Библија кажува дека секаде каде што човекот греши, на крајот си го добива. И затоа потоа сите се покаја и сватија, мислам, ја се добија лекцијата, ама што кажува? Тоа кажува дека подобро на време свати си ги грешките и поправи се, отколку скапо да плаќаш подоцна во животот. Во Мојсей исто така, Мојсей бил, а од друга страна кажува и за тоа колку голема мок има Бог. Еве, Мојсей толку му служел на Бога, во еден момент сестра му го искушувала. И како казна од Бога, заболела од лепра. Значи, имала услов 7 дена да биде одвоена од кампот, каде што биле сите луѓе. Пред да, тоа биле времиња во кои што луѓето живееле во шатори, доека Бог ги водел до таа ветена земја, каде што требал да направи голем народ, да се развие од човештвото во кое што ние сме денеска. Значи, тие биле дел предци наши. И заболела од лепра како казна. Значи, денеска на секој втор чекор имаме вирус, имаме болести од канцер, болести од леукемија. Значи, на секој чекор, поготово канцерогените болести, сето тоа е казна од Бога. Што мислите, модерни болести на современиот век? Не, луѓето се толку залажани во современиот начин на живот, што мислат дека болеста е како среќа или не. Ако имаш среќа, ако имаш несреќа, ќе те снајде. Не, тоа е гревот, тоа те стигнува гревот за делата кои што си ги живеел во минатото. Еве како што ги стигнува сега во Лос Анџелес, значи Холивуд. Патеката на звездите, на големите Холивуд звезди, кои се тие најголемите материјалисти кои што ја донесоа најголемата лажност и површност на човештвото. Изгоре, како Содом и Гомора, цел Лос Анџелес, градот на ангелите. Значи, тоа е чист пример како тоа што го... Значи, тоа е чист пример како Бог казнува и кај нас. Што мислите, ова лето што доаѓа ќе не биде песна? Не, сетете се што поминавме минатово лето, каде што имаше толку... не се живееше. Јас живеам на приземје, значи имам двор, не можев да излезам во сопствениот двор од толкава топлина. Тоа е само уништување. Значи, да не можеш оно што ти го дал Бог да го уништиш и да не можеш да го живееш затоа што си глупав. Нема да можеме да излеземе од своите домови. Буквално нема да можеме во идните години. Тоа треба да го очекуваме сите ако луѓето не се свестат. Тоа кажува дека Бог е голем. А интересно нешто е што ден предходно, пред Калифорнија да се запали, значи Бог може и да запали и да изгасни нешто. Бог може да заболи нешто, човек, и да излечи нешто. Значи, Бог е цар, крал на земјата и на се што постои во космосот, и тој може буквално да го донеси доброто и лошото кај човекот за да го вразуми. Ама Бог секој го сака и сака да го врати на вистинскиот пат. Ама бидејќи човекот има слободна волја, тој, не знаејќи, од неукост повторно оди кон злото и Бог не може да му помогне. Затоа луѓето треба да се вратат кон Исус, значи да се вратат кон Библијата. Зашто Исус? Затоа што Исус ќе им помогне да се прочистат од своите гревови, во смисла на тоа да се поправат во нивниот начин на живот и Бог да види покаяние, Бог да види враќање, Бог да види одврзување од злото кое што најголемата маса на луѓе го поддржува. Затоа денеска инфлуенсерите ќе видиме дека имаат, кои што даваат површност и материјализам, имаат толкав број на енормни фоловерс, затоа што луѓето се приклонети кон златното теле. Како што кога Мојсей беше на планината Синај за да ги
добија 10 заповеди од Бога, кога се врати луѓето, народот кој што одеа кон ветената земја, значи масата која што тешко веруваше и тогаш во Бога, беше колеблива, не, значи веруваше во Бога, имаше сведочење дека навистина Бог постои, имаше сведоштва кои што Бог непосредно им ги докажа и тие повторно се колебаа и одеа кон идолизирање. Денеска идолизацијата каде е? Денеска идолизацијата е кај ваквите инфлуенсери, кон пејачи, кон глумци, кон се ова што постои и таму одат, кон спортисти и таму одат најголемите пари. Таму одат најголемите пари затоа што масата на луѓе ги плаќа. Плаќаме филмови, плаќаме кино, плаќаме концерти. На Адел концерт 1000 евра карта е во последните редови. Значи, тоа кажува дека едноставно луѓето ги плаќаат, ги идолизираат оние кои што всушност им ја вадат маста на духовно ниво. За да можам ја да платам кај Адел концерт, јас морам да работам кај некој материјалист. Како со моите способности да едноставно, ако работам со моите способности, ако заработувам самата и не сум зависна од голема група на луѓе, не можам јас да заработувам големи пари. Нема шанси да заработувам големи пари. Немам толкава моќ да ја сработам работата. Затоа големите компании се толку моќни, затоа што имаат голема маса на луѓе кои што им работат во нивните корпорации, во нивните фирми и ги делат обврските и така тие имаат толкава способност за раст и ширење. Сам човек може да сработи само доволно за да го заработи својот леп за месецот. Не за изобилство, ама тоа е суштината на Бога за секоја човечка душа. Значи, тоа е суштината да заработувам од своји таленти и способности доволни за да можам да си живеам еден нормален, едноставен живот. Ама кога работам јас за големи компании, земам голема плата, врз основа на човечкиот труд кој што е постигнат со многу луѓе во таа компанија, тогаш јас можам да се задоволувам со задоволства кои што ми ги наметнало општеството, кои што всушност не ми се потребни, се лажни, ама мислам дека ми се потребни, како што ја спомнав пред малку, фатам органата, значи создавам илузии и влегувам се повеќе и повеќе во живиот песок. Кога човекот ќе дојде до таа линија да се разбуди, да го прекине тоа, да се одврзе од златното теле, од материјалното, да се одврзе од идолизирање на лажни луѓе кои што носат никакви површни вредности. Затоа денеска немаме нормална здрава музика, немаме нормална здрава телевизија и филмови. Немаме ништо што е нормално, имаме само вредности кои што го носат човекот кон се поголеми стравови и зависност и наметнување на потреби од материјален аспект кои што наведом него ќе го задоволат и го направат среќен, а се што е материјално не може духовно да те исполни, може само моментално. Значи, може само моментално да ти ги задоволи потребите. Секој човек кој што купил добра кола, добар стан, кој што ги опремил сите своји нешта, знае дека тоа било само моментално задоволство и некое длабоко чувство на енергија која што едноставно ти создава некоја перцепција на задоволство и спокој и среќа и по една недела забораваш на тоа. Затоа што тоа не е суштината на човечкото постоење. Ако истиот тој човек го ставиме еден месец изолиран во природа, со чист воздух, со фамилија, со партнер кој што го сака и каде што е сакан, каде што има среќни здрави деца, каде што има своја изобилна насадена храна, каде што има бесплатна енергија, каде што си работи од дома со своите способности, си продава, па ќе отиде ќе си испрати, не знам, пакети од своите производи од нешто, значи Бог ќе му ги донесе луѓето за да заработи доволно пари од двете страни. Да речеме, еве имаш мало околу тебе, сличен начин на живот живеат пријателите, луѓето, познаниците, комшиите и немаш центри, немаш кафичи, излезеш надвор на клупа или се собереш цело мало, седнеш на некоја дрвена маса направена од даски,
се разменуваат искуства, совети, рецепти, некои активности кои што дома сите ги правите или правите некои забавни активности непосредно во природа на чист воздух, создавате мемории, искуства. И замислете го тој живот, и сега се ежам, со овој живот кој што излегуваш во кафич, никој не се познава, збориш за што, како тој партнер ти направил тоа и тоа, како таму на работа таа збори за тебе, како 8 сати работиш и на крај не ти дале плата. Значи, се живее хорор и луѓето не сте свесни за тоа дека вие живеете хорор во општеството кое што ви е наметнато, во кое што самите го избравте да го живеете и верувате длабоко во него дека е тоа нормалното и се јадете едни помеѓу други и онлайн и во живо и станувате се поотуѓени само заради своите слабости. Верувајте ми, само заради своите слабости. Слабости на својот карактер. Слабости на својот карактер и неодговорност за себе. Тоа е најголемата причина. Затоа што злото не може да живее ако човекот не го одбере. Злото е поддржувано од човекот, а човекот го поддржува затоа што е стравува од себе, има неодговорност кон себе и е навикнат да робува. Навикнат е да робува. И кога ќе се одврзе од тоа робување, кога ќе се одврзе од сите тие луѓе околу себе кои што се исто така робови, без разлика дали се родители, дали се партнери, пријатели, повторно ќе кажам. Кога ќе се одврзе од сите тие нешта и кога ќе каже стоп, не ми требаат вакви луѓе околу себе, ќе живеам слободно и ќе се потрудам да бидам со Бога и да се оддалечам од овој робовладетелски свет, Бог, кога ќе се врати кај Бог и кога ќе стекне довербата во Бог, ќе успее да создаде живот со помош на Бога, кој што ќе го направи навистина среќен, духовно хармонизиран и изобилен во сите, затоа што Бог дава изобилства. Бог дава изобилства, Бог дава се на човекот кој што верува во него и кој што му служи. Не можеме да бидеме лицемерни, да живеам како што сакам, а при тоа да очекувам од Бог изобилства. Не. Условот е да се вратиш кон вистината на животот, да се одврзеш од материјалистот на кој што му служиш и да може Бог тогаш да ти помогне да живееш убав живот. А ако некој се запрашува дали воопшто Бог постои, а верувам дека многу од луѓето се запрашуваат затоа што не може да бидат во овој свет свесни, мене ми е јасно дека воопшто дали Бог постои, затоа што имаат секогаш изговори дека дали Бог мене ќе ми ги плати сметките на крајот од месецот. Тоа е само чист пример за тоа колку луѓето едноставно не знаат дека Бог постои. За да може Бог да се врати во нивниот живот, тие мора да тргнат кон Бог. Значи мора да се читаат духовна литература, Библија. Значи Библијата е таа која што била од секогаш најголемата помош, поддршка, водач во човечкиот живот, врз основа на чистите луѓе кои живееле со Бога и го оставиле тоа искуство. Значи тоа е искуство кое што се живее. За да се врати човек кон Бога, тој мора да разбере дека мора да живее со Бога, секојдневно да живее со Бога, не да биде лицемерен, да се одврзе од сите луѓе, да се одврзе од се, едноставно одврзете се. Вратете се кон Бога, затоа што Бог е жив. Еве имаме примери, многу пати сум видела такви видеа и мене лично ми се покажале. Јас имав на мојот YouTube канал, почнав да читам Библија за млади. Таа Библија за млади, јас случајно, значи Бог ниедна Библија не оставил да пропадне, да изгние, да се уништи. Таа Библија мене ми дојде, уште бев многу мала, значи основно училиште, бевме тука во мало, се дружевме со децата, беше зима, имаше многу снег.
не знам кога беше точно, меѓутоа знам дека имаше многу снег и имаше на некој му испаднале книги. Значи имаше многу стотици книги паднати на земја, претопени во снегот, значи полни беа со вода, уништени. Мене ми падна во очи Библијата. Библија, и тоа убава, многу убава илустрација имаше на корицата и ја земав. Библијата беше недопрена. Еве денеска ја имам таа Библија, почнав да ја читам за доколку не сте виделе можете да видите во претходното видео. Толку убави илустрации, бои, едноставно напишана. И поентата е дека Бог постои и низ такви примери може да се види колку е таа мокина затоа што не дозволува да биде уништена, макар била и стара и избледена и слично. Во куќите кои што се моментално изгорени во Калифорнија, значи луѓе имаат примери, еве ќе ставам тука делови од видеа каде што луѓето се им било пеплосано, библиите им се недопрени. Над Калифорнија, значи над местото каде што биле пожарите, крстот недопрен. Значи Бог дава јасни знаци колку е тој моќен и колку Библијата е моќна и луѓето треба да се вратат кон неа. И исто така имаше неколку видеа кои што ми се покажа, луѓе кои што биле верници, кои што имале статуа на Исус, кои што биле верници. Нивната куќа недопрена, замислете, гореле, целиот блок горел, нивната куќа недопрена, затоа што over on this side, you can see someone's car was left here, right there, just completely gone as well. These homes just destroyed so fast when those winds came through. You can see those the fire still burning a little bit in the back. This is his home here on Lincoln, not touched. And I think what's so incredible about it, look, he has his Jesus and his Virgin Mary out here. Possibly what protected his home here. I mean, Jose, your home not touched, but your neighbors completely gone. You're sitting here just looking at them. What are you thinking? Oh, I don't know, but it was terrible. It's terrible. So you, Jose, you actually helped try to save your neighbors' homes. Tell me about that. I saved my house and I saved 3 other houses of my neighbors. How are you feeling that your house is still standing? I feel so happy because I something impossible. What I see, everything had a look. I see something impossible, so I can save my house. This could have been your home, is what you're seeing. Затоа што Бог ги казнува оние кои што грешеле. Оние кои што се Бога секогаш биле заштитени. Тоа е и во сите примери на самата Библија, и Мојсей. За многу луѓе Светото писмо и Библијата и Бог е една некоја стара традиција, догматска, приказна и така натаму, меѓутоа сето тоа е наметнато од самата сатана, како луѓето да го заборават Бога во своите животи и да станат зависни од злото. Во прво послание до Коринтијаните веле зашто словото за крстот е безумие за оние што пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме сила Божја. Зашто е напишано, ќе уништа мудроста на мудрите и ќе отфрлам разумноста на разумните. Каде е мудрецот, каде е книжникот, каде е препирачот од овој век? Не ја претвори ли Бог мудроста на овој свет во лудост? Зашто го читам ова? Вели, во Павле, значи се обраќа до христијаните во Коринт, изборува за тоа како Божјата мудрост и сила се разликуваат од човечката мудрост и слава. Оваа делница ги нагласува парадоксите на христијанската вера и ја покажува разликата меѓу Божјата перспектива и човечката логика. Вели Божјата сила преку крстот во стих 18-19. Павле вели дека зборот за крстот е лудост за оние што гинат, неверниците, но за оние што се спасуваат, верниците, е сила Божја.
Крстот во тоа време се сметал за символ на срам и слабост, за христијаните станува символ на спасение и сила. Значи како што денеска христијаните и се она што е поврзано со духовноста и со Бог се создава како да е нешто минато, лажно и приказно, измислено, значи целата идеја всушност се пренесува од век во век во различни форми, затоа што злото го зима она што е практично возможно во општествениот живот, за да може да го замолчи, да може да го уништи Бог на секој можен начин. Вели во Исаја во стих 19 во Коринтијаните, вели Бог ветува дека ќе уништи човечката мудрост и ќе ја поништи гордоста на интелектуалците. Божјата мудрост против човечката мудрост. Павле ги прашува каде е мудриот, каде е книжниот, каде е истражувачот на овој свет. Алудирајќи на тоа дека човечките филозофија и интелект не може да го сватат Божјиот план. Тоа што велам, значи луѓето во светот без разлика и да се најголеми политичари, најголеми дипломи имаш, не може да го разберат, да ја разберат божествената сила и моќ. Затоа што се е измислено, науката е измислена, се е измислено од човекот. Бог намерно избира пат што изгледа луд за светот, за да ги посрами оние што мислат дека се мудри. Вели, Христос е Божја сила и Божја мудрост и дека она што изгледа глупаво за светот е всушност надмокно и мудро. Бог ги избира слабите, за да ги застрами силните. Павле ги потсетува коринтијаните на нивната сопствена состојба